Насловна страна на денешниот дневник. Недостигот на паркинг простор горлив проблем секоја сезона. Емут Светинал Мохридски, успешен пример во образованието кој треба да се следи. Охридското стопанство гладно за занаетчиски профили. За сега нема воведување нови антиковид мерки, заклучи Комисијата за заразни болести. Поевтинуваат бензините. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето сончево и топло со температури во порасти во границите на повеќе годишниот просек за овој период од годината, максималната 29 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон сабота во Охрид ведро и топло. Утре на Централна Европа времето ќе биде сончево и топло, во областа на Алпите, како и во североисточна Европа умерено облачно нестабилно со локални врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров во сабота времето претежно сончево, ќе има локална облачност, но ќе биде топло. Локално на истокот полуостровот услови за слаб локален дожд, максималните температури од 29 до 37 степени Целзиусови. Во Македонија утре времето сончево и топло со дополнителен пораст на температурите, но и со североисточен и северозападен ветер. Минималните од 11 до 22, максималните во Македонија од 29 до 38 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота превладува сончево и топло време, минималната 16, дневната 31. Ќе дува и слаб североисточен ветер. Во недела во Охрид времето сончево и топло со дневна температура до 28 степени, а во понеделник и вторник сончево со локална облачност. Минималните температури 18 односно 16, дневните 27 односно 26 степени Целзиусови. УВ индексот со вредност 8. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ.
И ова лето се чувствува недостигот на паркинг места во Охрид. Тесни грла во сообраќајот се улиците во централното градско подрачје, главните артерии кои водат кон плоштадот. Од јавното претпријатие Билјанини извори, кое стопанисува со паркинзите, велат се обидуваат да обезбедат што поголем број паркинг места. Новитет е тоа што за прв пат воведуваат хуманитарни паркинзи. Во Охрид не достигаат паркинг места. Најголемиот проблем се чувствува во екот на туристичката сезона, кога во градот има двојно или тројно повеќе возила. Тесни грла во сообраќајот се улиците во централното градско подрачје, главните артерии кои водат кон плоштадот. Дополнителен проблем е и новиот лик на улицата Македонски просветители, која се уште е во изградба. По завршувањето на неа ќе има двојно помалку паркинзи од претходно. Директорот на јавното претпријатие Билјанини извори вели се обидуваат да обезбедат што повеќе паркинзи за ова лето. Немаме доволно паркинг места, знаете, посебно во летниот период е голем недостаток на паркинзи за Охрид. Пробуваме да се прошириме, имаме земе некои други паркинзи. Се надеваме дека улица Македонски просветители ќе се заврши, бидејќи тоа е срце на главна улица на градот. Се надеваме дека таму ќе биде обезбедена улицата за да има место за паркинг. Новитет е тоа што јавното претпријатие за прв пат воведува хуманитарни паркинзи. За почеток има 2 такви обележани локации, а парите ќе бидат наменети за хуманитарни цели. Во моментов воведуваме техничка подготовка за операторите, значи со софтверски решенија каде што треба да се отвори нова зона. Бидејќи имаме софтверско решение, ние ќе знаеме точно за таа зона колку средства се влеале за таа намена. И тие средства ќе префрламе, дополнително ќе одлучиме на хуманитарни организации. Дали, пример, лица за родители со посебни потреби, такво здружение, дали некое друго здружение, дали Црвен крст, накнадно ќе одлучиме. Со години се најавува изградба на катна гаража за решавање на проблемот со паркингот во Охрид. Беа одредени повеќе локации. Првата катна гаража за која се завршени сите технички процедури и се очекува да биде изградена е во градскиот пазар. Електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски континуирано и посветено работи на подобрување на условите и осовременување на наставниот процес. Денеска во училниците започна инсталирање на 14 паметни табли, кои значително ќе го подобрат квалитетот на наставата по сите предмети. Во тек е и реализација на зафати за подобрување на условите за учениците со посебни потреби. Денеска во посета на училиштето беше градоначалникот Пецаков, кој истакна дека овој центар е позитивен пример кој треба да се следи. Со 14 смарт табли се модернизира наставниот процес во Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски. Со овие технички помагала ќе бидат опремени скоро сите училници во центарот, со што ќе се подигне квалитетот на наставата по сите предмети. Со несмалено темпо ние се движиме кон унапредување и модернизирање на наставата во нашиот центар. Значи, современата технологија директно се применува во наставата. Со тоа што професорите ќе бидат во месец август ќе бидат организирани обуки за сите предмети, на кој начин да ги користат. Училиштето работи на подобрување на условите за учениците со посебни потреби, истакна директорот на училиштето Сашо Недески. Во фаза на реализација е изградба на надворешен лифт за ученици со посебни потреби и 2 тоалети прилагодени за овие лица. Средствата во вредност со 120.000 евра се обезбедени преку проект на Министерството за образование со грант од Европската унија. Во рамки на тој проект ќе бидат поставени и пристапни рампи и соодветна сигнализација за лица со оштетен вид. Ова училиште е успешен пример во образованието кој треба да се следи, истакна градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков, кој денеска беше во посета на училиштето. Позитивните промени ги поддржуваме и сакаме како локална самоуправа да бидеме дел од подобрувањето на условите во образованието, каже градоначалникот. Ова училиште ни
неколку наназад 4-5 години драстично го промена и својот изглед и содржините кои што ги има, секако дека е еден од позаслужните директорот со неговата енергија која што има вложено и затоа како градоначалник одлучив мандатот кој што го има добијан од претходно нормално да се заврши, сето она што е успешно треба да се почитува и сметам дека тоа е правилниот начин на кој што треба да се движиме понатаму. Паметните табли и LCD проекторите кои денеска се монтираат во електромашинскиот училишен центар се набавени со средства од буџетот на општина Охрид во вредност од 1.200.000 денари. Градоначалникот најави дека во наредниот период ќе следуваат низа нови инвестиции во овој училишен центар и во другите образовни установи во општина Охрид, а истакна и дека посветено се работи на проект за раздолжување на училиштата. Во Охрид денеска се одржува завршната конференција на проектот Мерки за зајакнување на женски бизниси по COVID-19 во организација на Центарот за управување со промени со финансиска поддршка од Balkan Trust for Democracy и USAID, организиран под покровителство на сопругата на председателот на Македонија Елизабета Георгиевска. По конференцијата ќе се одржи базар на ракотворби на жени занаетчики од Охрид, Битола и Скопје. На конференцијата ќе се дискутира за активностите кои што беа организирани во рамки на проектот, а кои што возможија поодржливи решенија на бизнис модели за женски бизниси, како и за предлог политики и мерки за развој на женското претприемништво. Во рамки на оваа конференција организираме и отворен базар на главниот плоштад во Охрид, каде што ќе учествуваат околу 35 жени претприемачки од занаетчискиот сектор. На овој начин сакаме да пренесеме пораката за значењето на занаетчиството како фактор за економски развој, меѓутоа и за зачување на културата и традицијата на една земја, како и стопанска гранка која што нуди перспективи за вработување на жените, отварање на мали бизниси и нивна економска независност. Ги покануваме сите граѓани од Охрид, секако и посетителите, туристите кои што моментално се наоѓаат во Охрид, да го посетат базарот од 19:30 до 22 часот денеска. Охридското стопанство гладно за занаетчиски профили. Дефицитарни се голем број струки потребни во индустриското производство. Потребна е едукација на занаетчи, во спротивно ќе се соочиме со уште поголем дефицит на профили, напоменуваат од Охридската агенција за вработување. Охридското стопанство има дефицит од многу стручни профили. Недостасуваат најразлични кадри во индустријата. Се чувствува потреба од бравари, стругари, глодачи, плетачи, шивачи. Стручен кадар недостасува во скоро сите области, а не само во угостителскиот сектор, информира Елвадина Дика, директорка на Охридската агенција за вработување. Не само келнери, бидејќи се нагласува поради туристичката сезона, се нагласуваше повеќе дека немаме келнери, немаме кувари. Меѓутоа можеме да речеме немаме и чистачи, немаме и чувари, немаме и бравари, немаме и стругачи, значи и занаетчиите што се однесуваат кои што веќе има делува во општина Струга и Охрид, имаме дефицит на кадар. Значи не зборуваме само за некои дејности кои што веќе сме ги напоменале во досегашното излагање. Значи во секое поле имаме дефицит на кадар. Во секое поле имаме побарување на невработените лица. Недостасуваат голем број занаетчиски профили заради тоа што некои си заминуваат во странство, други се пензионираат, а нема млади обучени занаетчии. Сегашните состојби се одраз на досегашниот образовен систем кој треба да се менува. Во спротивно ќе има уште поголем дефицит од занаетчиски дејности како што се чевлари, водоводжи и електричари. Задолжителното средно образование придонесе да нема занаетчии. Значи имаме лица кои што веќе не ојдоа да учат занат. Системот, средношколскиот систем му ги скрати, да речам, насоките на лицата кои што сакаат да одат на занат. Значи, многу добро знаеме, од 8 оделение, кога завршуваат младите, ода прва година не на средно, зашто не сите може да учат.
Може да одат на занат. Тука имаше една дезориентација на народот, усвари на младата генерација. Не знае како да би постапиле. Некако да ги уходаме лицата кои што се невработени, за отварање на занаечиско здружение, за да ги крениме малку занаечиите, бидејќи и тие не се потребни. Бројот на невработените лица е непроменет во Охрид, не е ни зголемен, нити намален во споредба со минатата година, вели Дика. И понатака на евиденција на Агенцијата за вработување има 3 категории на невработени лица. Оние кои бараат вистински работа, оние кои се пријавуваат заради здравствено осигурување и работат на црно, како и лица од ранливи категории кои користат гарантирана минимална помош. Нема воведување нови мерки, одлучи Комисијата за заразни болести. Комисијата за заразни болести на денешниот состанок ја разгледа актуелната епидемиолошка состојба во земјата и констатира дека има зголемување на бројот на нови случаи со COVID. Согласно методологијата за одредување на ризикот, се зема предвид и процентот на хоспитализирани случаи, процентот на слободни болнички кревити, како и бројот на тешко болни и смртни случаи од COVID-19, при што утврдено е дека Република Македонија се наоѓа во зелена зона со доволно капацитети за згрижување на пациентите со COVID. Инаку зголемување на бројот на нови случаи изнесува 79,9%. На состанокот беше разгледано и прашањето за достапноста на тестовите за COVID-19, при што Комисијата препорача двојно зголемување на капацитетите за тестирање на институциите кои се надлежни за тоа, како и следење на состојбата за евентуално овозможување дополнителни капацитети таму каде што е потребно. Комисијата за заразни болести во моментот не препорачува дополнителни рестриктивни мерки и апелира до граѓаните да внимаваат на сопственото здравје, да избегнуваат посети во затворени и невентилирани простории, освен кога тоа е неодложно, и во тие случаи се препорачува носење на заштитна маска и одржување дистанца. Нов здив, концерт на камерниот ансамбл при Филхармонијата на Република Македонија вечерва на Охридско лето. Концертот на класична музика под диригентската палка на маестро Паскал Галоа ќе се одржи во црквата Света Софија со почеток во 21 часот. Идејата за овој концерт на камерниот ансамбл Нов здив произлегува од желбата и предизвиците за изведба на современата музика на нашата музичка сцена и фактот што во нашата држава не постојат многу состави кои се длабенски посветени на новата музика. Ке бидат изведени композиции од македонски и светски автори Шемберг, Валентина Велковска-Трајановска и Веберн. Вечерашниот концерт ке биде премиерно представување на камерниот ансамбл Нов здив. Јавното предпријатие Билјанени извори ја известува јавноста дека од денес 15 јули до 17 јули базенот Атина Бојаджи ќе биде затворен за користење. Причината за затворањето е државното првенство во пливање, кое после 2 децении повторно ќе се одржи во Охрид. Јавното предпријатие Билјанени извори ги поканува сите љубители на пливањето и спортот да дојдат на градскиот базен престојниот викенд и да уживаат во убавините на пливањето. На државното првенство ќе учествуваат 17 клубови од Македонија со околу 400 пливачи. Трките од првенството ќе се одржат предпладне и попладне на 16 и 17 јули. Бензините од ноќеска на полнок поевтини за 3 денари. Цените на дизелот и екстра лесното масло за домаќинство остануваат непроменети, одлучи Регулаторната комисија за енергетика. Според тоа, новата цена на Евро Супер БС 95 ќе биде 102,5 денари за литар, а Евро Супер БС 98 ќе се продава по цена од 104,5 денари за литар. Цената на дизелот останува непроменета 100 денари за литар и на екстра лесното масло за домаќинство 98 денари за литар. Цената на мазутот ќе биде 50,903 денари за килограм. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Поранешниот американски претседател Доналд Трамп верува дека ќе победи доколку се кандидира на изборите во 2024 година, додавајќи дека веќе донел одлука за неговата кандидатура и дека никој не може да влијае на тоа. Тој за Нью Йорк Пост изјави дека се одлучил за својата кандидатура и индиректно откри дека единствен сомнеше времето на објавување на ваквата одлука, па останува прашањето дали ќе објави
пред ноемвринските конгресни избори или потоа. Исто така рече дека повеќето луѓе сакаат тој да се кандидира. Председателот на парламентот на Шри-Ланка денеска изјави дека председателот Готабаја Раџапакса вчера официјално поднел своја оставка од странство по неколку месечните протести поради економските проблеми. Демонстрантите во главниот град на Шри-Ланка, Коломбо, претходно се согласија да ги напуштат владините згради поради тековните преговори со председателот на парламентот Махинда Јапа Абејарведена. Се очекува парламентот да се состане на 20 јули за да избере нов председател за да го заврши мандатот на Раџапакса кој требаше да заврши во 2024-та. Премиерот Ранил Викресемисинге, кој извршува функцијата вршител на должност председател, изјави дека исто така ќе поднесе оставка. Демонстрантите го обвинуваат Раџапакса за долгорочна корупција и грубо лошо управување со економијата. 8-годишно дете во американската сојузна држава Арканзас е убиено од своето помало 5-годишно братче, а тамошните власти наведуваат дека до пукањето дошло случајно. Ова е трагичен настан кој можеше да се избегне, не може доволно силно да се нагласи дека оружјето треба да биде на сигурно и надвор од дофат на деца, а собствениците на оружје кои нема да го сокријат оружјето од децата се само дел од секунда далеку од вакви несреќи, вели шерифот на округот Джеферсон Лафает Вудс. Невладината организација Everytown for Gun Safety наведува дека оваа година имало најмалку вакви 126 пукања, а во нив загинале 55 лица, а 78 биле ранети. Минатата година вакви инциденти имаше 392, што резултираше со 163 жртви и 248 ранети. Американскиот геолошки институт соопшти дека земјотрес се случил на длабочина од околу 80 км во екватор и дека неговиот епицентар бил на 20 км североисточно од пристаништето Гвајакил. Геофизичкиот институт на Еквадор соопшти дека земјотресот бил почувствуван во поголемиот дел од земјата, иако бил слаб на планините. Градоначалникот на кантонот Симон Боливар во крајбрежната провинција Гајас изјави дека 16-годишно момче загинало кога врз него паднал кабел за најпојување со висок напон. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Довидување.